Тешко е секој 8 март да броиме нови жртви, да презентираме апдейтирани статистики, да дебатираме за политики, да усвојуваме стратегии, посочувајќи ги речиси истите проблеми, презентирајќи брутални податоци, предлагајќи претходно предложени предлози, но не превземени мерки и активности. И овој 8 март, непосредно по несватливата смрт на Ивана и Катја, тешко ми е да го доживеам како ден на жената. Символиката на празникот како да се губи во мракот на суровата, непоимлива и неприфатлива реалност. Пред сите нас е фундаменталното прашање, а особено за мене. Дали навистина животот е неприкосновен, како што гарантира членот 10 од Уставот? Дали ова важи за Рамајана, за Росица, за Ивана и за малата Каја? Прашувам. Шокира фактот дека во 2025-та имало 4745 пријави за семејно насилство и 6 случаи на убиство, а за 2 месеци во 2026-та веќе 4 случаи на фемицид.